вечерашни гости, глумците од Дајте музика и Гласна куќа. А сега, вашиот домаќин, Жарко Димитриевски! За Гуру Харе бендот. Гуру Харе. Засилени сме денеска. Да, засилени сме и тоа имаме причина зашто сме засилени. Ни треба најдоброто од музиката, бидејќи тука денеска се актерите од Дајте музика и Гласна куќа. Да, и токму затоа нема многу да губиме време денес. Тргаме на страна и политики, тргаме на страна и загадување, тргаме на страна и градоначалници и се, тргаме на страна и јас да се фалам за мои работи и такви работи. Ја тргаме на страна и прекрасната фризура на Гуру Харе, мислам, погледнете го ова... Познатата италијанка, погледнете. Но нема да зборуваме за тоа, бидејќи тука имаме прекрасни дечки. Затоа јас ќе си ја фатам мојата позиција, а таа е оваа тука, водителската, и време е да ги исполниме и останативе местенца тука да ми се придружат. Најпрво од извонредната Дајте музика се Јован, Наташа, Филип, Кики, Саша и Тео! Одлично! Како сте? Супер! Дали се чувствувате добро? Да. Супер! Мене многу ми се допаѓа што сте тука, бидејќи јас сум ваш голем фан. Многу голем фан. Немој. Вистина? Да. Која ти била омилената емисија од 1 на 1? Не имаш одговор на ова. Со Маријана. Оу, ме фати и ми направи шахмат. Може да бидам искрен? И мене ми е омилената. Маријана, да дојдеш повторно наскоро, те чекаме. Дечки, ај вака, како беше снимањево на Дајте музика? Мислам, предпоставувам дека е тоа напорно снимање, дека не се прави во 20 минути веројатно, така. Колку трае едно снимање? Колку траеше едно снимање за Дајте музика? Кој сака нека почне? Ајде, зависи секогаш. Некогаш ако бевме и напорни, снимавме и дури до 2 епизоди на ден. Добро. Најобично до некаде една и дел од втората, Добро. некогаш 1,5, некогаш една. Кога се почнуваше? Во колку часот? Ние Од веќе наутро? Да, ние веќе бевме на сет уште од 7:30. Добро. Рано наутро и се снимавме до некаде накај 3:30. Така. Да, 4. Да. Вие цел еден работен ден сте терале. Да. Мама, тато на работа, вие на снимање, они од работа, вие од снимање ве земаат, значи. И издржувавте лесно, како беше? Многу беше напорно. Да бидеме искрени. Да бидеме искрени, беше напорно, ама супер на крај искочи, стварно. Интересно беше и забавно, и снимањето ни беше интересно. Мислам, беше напорно некој дел, ама кога си веќе влезен во студио, кога го кажуваш текстот и снимаш и се... Нема жалење, нема стоп, нема пауза. Така е. Сега, јас сум сигурен, бидејќи имавте многу гости, многу добри познати и глумци, пејачи, спортисти, кои се не ви дојде. И сигурно имало некои случаи интересни што се случиле за време на снимање. Еве, например, Јован, кажи ти за епизодата со Елена Ристевска, има некоја приказка интересна. Тоа сигурен сум дека сите што ја гледале епизодата имаат приметено, нели, и приоѓам на Елена Ристевска и кога почнам да кажувам текст, јас паѓам да се Ова беше наредно. Истото ова, всушност. Оп, чекај. Дали ете всушност ја гледаме сцената. Ете. Чекај, ова не е ништо планирано. Ова не е ништо планирано. Денес само за случај. Јас мислам дека е цврсто и само паднав, ама ми изгледаше како добра прилика и продолжив со текстот, бидејќи стварно мислам дека е како, иако целата епизода е супер, мислам дека ова е како еден бисер на епизодата. Ќе си остане запамтено, да речеме. Да. Или така и е.
После години ќе викаат како падна еднаш врз шатора, дали се сеќаш и ќе ти пуштат пред 20 години што се случило. А да речеме па Перо Антич кога беше, мене ме интересира исто, фан сум на Перо Антич, фан сум на Дајте музика, што беше нешто најинтересно околу Перо? Најсмешното беше кога застаневме до Перо, сите му бевме до колено. Да. Буквално. Да. Еве го Перо. Имаше на сцена, не знам, тој шутираше фактички. Не можеше да шутне. Не можеше да погоди кошот. Перо Антич. Ама не, него вина кошот беше многу низок и не И не можеше да погоди. Кошот му беше до врат, така да маца беше тешко за да го погоди. Ама ием топката беше некогаш и се заглавуваше дури во кошот. Ама е сепак пензиониран кошаркар, па може да му се прости, мислам, така. Да не му земаме за зло. Добро. Имаме очигледно ја знаете старата песна, ја знаевте, така? Веројатно што беше, нас ни беше таа, да речем, химна кога растевме и баш ми е драго што сега новиве генерации што ја гледаат имаат сосема нова химна. Новата химна ја напиша кој? Чива е песната? Кој ја напиша, знаеме? Игор Џамбазов? Топ. Пере исто учествува. Пере и ако не се лажам кој? Борче Кузмановски. Да, аранжман. Така, значи Пере, Игор и Борче ја напишаа новата Дајте музика, која веќе станува и тек ќе биде химна. Јас сега чисто имам еден предлог, не знам дали сте за, ама ја имаме матрицата од песната и вие да ја отпеете така пред публика. Може ли? Ајде да напуст, повелете таму. Ајде. Retro
поканиме уште две гостинки, бидејќи имаме премалку луѓе на сцената. Не достигаат уште 3/4 да дојдат. А тоа се неслучајни гостинки, тоа се Весна, Беби и Цаци Паковска. Ајде! Со музика представи ги Гору, ти се молам. Зар Весна не заслужува? Каков джентълмен? Невиден джентълмен. Како веднаш си стана. Весна и Цаци во... Лела и весела. Така. За оние пред малите екрани да откриеме во која улога глумици не сте во Дајте музика? Кој што гледаме. Так. Глумици од зад камерите. Глумици од зад камерите, најважните глумици. Значи, што ви беа вашите улоги за време на целава, да речам, сезона? Цаци е автор и сценарист на Така. Дајте музика, а јас сум она што модерно се нарекува acting coach. Така. Практично јас бев таа која што со децата работевме на оживување на приказните, на една интермедијална работа која што е многу значена, а тоа игра пред камери. Yes. И многу беше важно да им верува публиката и да бидат инспирација за следните други генерации. Навистина се. Ако нешто ти значи, одличен тренинг бил. Ти благодарам. Барем од ова што може да го видим. Ти благодарам. Перфекција. Да. Слушај, јас често знам да им кажам, затоа што знаеш, они имаат голема задача сега после целото снимање, дека мора да се, и тоа се, они го имаат освестено моментот кои се, што се, колку се имаат направено, колку се навистина реализира за тие месец дена, и велам дека освен двете главни партии во Македонија има трета партија, тоа е Дајте музика. Да, така е. Најзначајната во Македонија во моментот. Цаци, кажи ми сега како сценарист, ваму има многу ретро моменти, нели, и така и во песната вика без таблети, компјутери. Како им беше на дечкиве, доаѓајќи од нова генерација да влезат у ретро филм? Како лесно ги натеравте? Се снајдоа? Според она што можевте да видите, може би не им беше лесно, но им беше интересно. Да. Поинтата на Дајте музика, како што многу пати е кажано, беше како да ги поттикнеме младите генерации, прво, да не се зависни од технологијата, иако треба да користат онака како што треба. Апсолутно. Второ, да сватат дека вистинските се пријатели се они околу нив, дека дружбата на улица и дружбата меѓу себе е многу позначена него мирцањето, зборувањето по Skype. Не се ни вика мирцање веќе, мислам. Па ето колку сум ретро. Гледаш колку сум ретро. Апсолутно. Кој мирца се уште? Цаци. Па новото мирцање е Viber. Така е. Добро беше што на самите паузи не можевме да ги одбраниме реквизитите од нив. Значи тоа беше, ве молам не пипкајте. Тоа ќе се скрши, ни треба за Под снимање. реквизити мислиш стари работи некои? Не стари, значи играчи, играчки, мопки, топки, хулахо, джамли, пикадо, ластик, значи се што гледате во Дајте музика, од украс до она што е потребно за игра, значи не можевме да ги одбраниме. Одлично, тоа е супер. Весна, дај кажи ни околу овој што викаш тренинг коуч момент, пример, имаше ли нешто што за време на тренингов што мислиш според тебе дека вака ќе им остане на децава во памет? Што ќе запамтат највише од тебе? Што мислиш дека ќе биде? Ние се познаваме долги години. Освен Така е. Филип и Кики кои што се приклучија и многу сум среќна што беа вистински кастинг, сега и тие одат во актерската школа, се друго е просто навикнато на мојот глас, на мојот метод практично. И моите реплики, да. Например, ако треба да кажете реплика онака што баш Весна, само таа може да ја каже. Што би било тоа, пример? За мене најубаво ми беше кога со Весна Сабајле правивме Hug Time. Hug Time? Гушка. Окей. Весна така знае да гушка, морам да признам. Да, малце отпој ќе стиска искрено тоа гушка. Да, ама добро. Некој друг? Не викавте, Ајде. да не бидеме како мртви баби на парастос.
Види, добро, види, така е. Или како пејач од Да. Валандово. Да. Или како пејач од Валандово. Да. Добро. Валандово. Бидејќи И си да не реков, каков е тој пејач од Валандово? Да. Од Фолкфест Валандово, прави. И да не бидеме да толку досадни, не се со рацете да правиме, туку може реплика и со телото да се каже. Да отвараме уста кога Да, збориме, да отвараме уста за да се разбере што кажуваме. Луѓе, ова се безпари часови, мислам, слушајте, снимајте, пишувајте. моменти. Меѓутоа, кога некој од нив ќе претераше, беше јас за вас сум Устав. Устав. Да, устав не се менува, закон се менува. Устав, закон, Библија, парламент. Тоа е тоа. Yes, sir. Да, добро, Велам добро. устав не се менува, закон се менува. Вие сте закон, јас сум Они устав. се закон, добро. Имаше тогаш- многу моменти кога требаше вака да се настапи, затоа што не е лесно да се справите со 30 на деца. Сепак снимавме за време на Тоа не е распустот лесно и со наместо да едно-две се да се игра справиш дома, како 30. тие беа на снимање, односно како на еден летен камп по глума. И мислам дека беше доста успешно. Одлично, тогаш ако е таква работата да се побавиме ние со законите, на Уставов да му даеме едно чао. Аплауз за Цаци, Весна и фалови што дојдовте. Веќе на големо е ладно и зимата си е тука, затоа е време за зимски чај од Good Nature, ќе ви исполни со топлина и ќе ви овозможи комплетно уживање во ладните зимски месеци. Купете си зимски чај од Good Nature. А за сите кои купуваат нов стан, имаме топла препорака за гарантиран квалитет, чист поглед кон водно и повеќе од 1200 метри квадратни отворена зелена површина. Каде го има тоа? Во комплексот Urban Garden од Golden Art е тоа. Побарајте ги Golden Art и закажете си состанок, купете дом, не само стан. Јас и денеска сум скоцкан од Fashion L Powered by Елена Лука, а продолжуваме со Дајте музика! Дајте музика! Дечки, гостува многу познати личности, меѓу кои Каролина. Рековме дека кој све не дојде. Сега, таму кај што беше Каролина, Кики пее, имаше точка, требаше да пееш, така? Да. Но ти предходно мене ми кажа дека не си била премногу по пеењето пред Дајте музика. Да, Како пред сега Дајте не ќеш музика. овде да пееш, а сега овде пееш? Да, обично кога си имав мои мали како концерти, како мала дома во дневната, Како сите ние, да. 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 И, например, така, мајка ми ке ми речеше доста престани, леле, готова си, такви работи, затоа што мислам, мајки. Нормално. Да. Нормално. И- Си сакаат да си ги гледаат своите серии. Да. И, да. И така, имав навика више да не пеам, туку така да си мумлам некоја песна и ритамот да одам. Значи никогаш не си се мислела ко пеачка, пример. Сега јас Да. ќе излезам на Не, како шоу, мала на телевизија. Сакав, наискрено, како мала сакав да видам јутуберка или перформерка. What? Да, и многу сакав да пеам, ама така, се откажав. И после дојде Дајте музика и со Стаси ни се падна една песна од Каролина Гучева. Така. Која И- песна беше тоа? Бели цветови. Бели цветови, цветови. да. Добро. И сега како ви ја даваат? Мислам, како оди тоа? Ве прашуваат прво? Тази односно ми ја даде песната, каже дали сакате ти ги да пеете, ние сме како да, дај да Да, одма. И ни ја даде песната, го научивме текстот и бевме во студио да ја снимаме. Така, Да. добро. Значи без мислам ја прифативте песнава Да. од прво. Да. Без размислување. Да, Без размислување. и после, откако стигнавме во студио, и јас така ја вежбав песната дома и сетоа, и доаѓам во студио и ми викаат супер си. Ти уствари многу добро пееш. Да, и јас бев во шок. Сите од моето семејство бевме во комплетен шок. Ја мислев ќе видам јутуберка, сега овде пеачка ме правите. Да. Нешто што не мислев дека ќе видам. Како што имавме матрица од Дајте музика, имаме и од Бели цветови матрица. Ја сега не знам дали ќе ве натерам да чуеме нешто, ќе се согласиме. Може? Може? ајде. Да, ја убиваме тремата, нема трема. Нема треба. Нема треба. Океј, во тој случај ајде да чуеме Кики и Анастасија Бели цветови. Ајде. Неко езеро лежи во срцево, сонце пладневно тука се вдомило, не изгреано, ниту е зајдено, вечно најубаво.
доаѓаат прекрасните Бусто круасани? Далечната Америка? Франција? Италија или Грција? Не, доаѓаат токму од тука, од Македонија. Домашни, а светски. Запознајте ги Бусто мајсторите. Здраво, јас сум мајсторот за Бусто круасаните со какао и банана. Ова супер полнење кој мислев не одам, што од времето на крем бананчиња се знае. Вкусот на банана и какао е топ, а Бусто круасаните се единствените кои го имаат кај нас. И пошироко. А Бусто ги разликуваат и многу други работи. Например, знаеш дека тие се единствените постни круасани кај нас? Толку од мене, мајсторот за Бусто круасани со какао и банана. Македонски, а светски? Не се мисли, пробај ги. Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од први ке тргне во градинка, само да не почне да се разбогува. Арчи, за подобар имунитет. Kids Wits во аптеките близу вас. Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија. Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменав слад. Златен даб, класик. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Немој да не знаеш кај за нова година. Летаме за Париз и шетаме по Шанзелизе, Триумфална порта, Монмартр, Нотр-Дам, Ајфелова кула и што уште не. Слетуваме во Барселона и одиме на сангрија и тапас. Го гледаме чудото од катедрала, Саграда Фамилија, уникатниот парк на Гауди, музеот на Дали и нормално No Camp. Или пак летаме кај што водат патиштата, Рим, каде фрламе паричка во Фонтана ди Треви, уживаме во кафе на шпанските скали, го посетуваме величествениот Ватикан, гледаме 500 фонтани и пиеме винце во боемскиот кварт Трастевере. Искористи ги топ понудите за оваа јубилејна 30 годишнина на Савана. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има погодок? Гол! 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 Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Корекција со филери за сите делови на лицето, вратот и рацете ги прави единствено ординација доктор Анчевски. Затоа ги избирам токму нив за да се грижат за мојот младежки изглед. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Choco Stobi Flips Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Неверојатна наградна игра на Елит Кафе. 330 дена, 330 вредни награди. Погледни во кесичката и очекувај една од
110 телевизори, 110 микробранови, 110 велосипеди, термоси, електрични гезвиња и 5000 други награди. Епа, на здравје кафе со Елит кафе. Доаѓа зимска ноќ, паѓа први снегови. Мајде пробај ме на -20. Потопло, поевтино, поквалитетно. Еко Лайф пелет за вас. Ново од креаторите на Бикутан. Во продукција на Алкалоид. Денес има физичко, фудбал и тенис. Како ли ќе издржи? Лео за активни дечиња. Kids Beats во аптеките близу вас. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Јас се изненадив кога ми зборува пред снимањето дека вие имате човече еден тон талент и секој од вас, ама моравме као да одбереме по еден да покажеме, бидејќи толку не е времето, немаме знаеш многу. И за тоа, еве да речеме, од Кики ќе почнеме, зашто Кики за да го покаже својот талент треба да излезе надвор од сцена. Тоа не е талент за исчезнување, само да се разбереме. Туку Кики не ја снемува. Треба да што да кај ќе одиш? Ќе одам сега да облечам едно кимоно и ќе ви направам една ката. Добро. По карате. Така, значи Кики оди да го земе кимоното, окей. А ние продолжуваме. Ајде да видиме Саша, на пример. Саша, види, не само Саша, гледам овде многу уметници има. Ајде да тргнеме од Саша. Си ми ја погодила косата, морам да признам. Еве, да. Види, ми се допаѓа цело ова. Ова ме враќа назад во деновите кога бев помлад и поубав. Ова е од сезона 8, човече. Ама одлично. Многу ми се допаѓа да те гушнам. Гушка, како беше тоа? Hack time. Окей. Thank you. Ова кога го нацрта? Денес, значи тазе цртеше. Да. Исклучително тазе. Филип, на пример, кој исто така многу добро свири гитара и што све не. Филип има цел еден стрип направено. Да. Вистина е така? Може ли да ни раскажеш малку што е приказнава со стрипот? Значи, смеј да раскажам како почнав со Слободно. стриповите. Значи, од мали години почнав со да цртам стрипови. Само вака. Да цртам стрипови. Кој ти беше онака прв некој стрип што ти се засвиѓа? Од Марвел или од DC некој? Кој? Мене ми беше од Марвел. Добро, кој некој? Дедпул? Да, јако, и супер. почнав да ги цртам. Добро. И у последно време не цртам многу, бидејќи немам време. Види се, не може и дајте музика и гитара и стрипови и све. И тука направив еден стрип како ние всушност сме дошле кај тебе да снимаме. Добро. Значи тебе паднало цело 4G и не си можел да ја пратиш сценарио на Били Айлиш. Нема мрежа работа. Да. Нема ништо. И... Били Айлиш? Ќе доаѓа кај мене во емисија? Да. Што се зезнала? Вау! Добро. И Кики и Наташа доаѓаат, те сретнуваат и кажуваат дека ние имаме супер моки. Сега ги Тука се представуваме. нашите моки, да. Ти си цар! Фантастично е ова. Ова сакам да има проминентно место во мојата канцеларија, ќе си го урамам, ќе ви го сликнам да видите и ќе ми дојдете у канцеларија некојаш да оставиме некоја паричка вака таму, една 10-ка да ставиме. 11-ка. Анастасија, ти кажи ми сега, ти нешто донесе. Да, со помош на мојата магија, на Super Добро. Entertainment. Да, значи со магијата на монтажата. Да, бупс. Оп, Магија. што се случува? Да видиме. Јас... Се надам не е остро. Не. Добро. Јас изработувам декорации. Правам, например, декорации имам правено за Handmade, мојот... рачно? Да, рачно изработени. За мојот роденден правев некои топерчиња за на мајка ми роденден, дури за мојата најдобра другарка, јас си го украсував роденденот. Вау. И за мојот роденден, бидејќи темата на мојот роденден беше Unicorn. Unicorn, добро. Да, имав направено буквата А од стиропор.
А како Анастасија, Анастасија, да. претпоставувам. Имав исто направено вакви топерчиња. Пишуваше Happy Birthday. Малку се. Па добро, вау, ова е супер. Оди, еве вака. Happy birthday. Одлично, вие немам кај да ги ставам, ама вака ќе ги држам за време на додека ти водиш трето. И имам направено, сама направив вакви запуканки. Одлично. Ова ми се добават. Повторно юникорн, бидејќи тоа е Повторно темата. юникорн, да. Апсолутно. Натре стававме односно салфетка и стававме пуканки. Си 2.0, значи не си 1.0, 2.0, за сите вас стари што не знаете, тоа е дека е супер. Тео, ти имаш, што имаш, Тео? Ајде ти кажи всушност, да не зборам јас. Ја имам цртежи што ги бојам. Вау, ме шарено тоа. Да. И не знам зашто, ама кога ги бојам цело време многу ме смируваат, некако многу така. Најс, може вака да го покажеме некој од нив? Вау. Видам друго? Вие сте уметници. Од кој уметници? Одлично. А кажи ми, викаш те смируваат. Математика не те смирува? Не. Па, Ротација. Такви работи не. Поише на нервоза мало математика. Исто ми беше и мене, верувај. Не ме смируваше воопшто математика. Исти сме. Да. Ако сме исти, спреми се за една долга и разочарувачка кариера во телевизија. Види, ја малку се плашам, гледам некој дојде на не истепа. Бидејќи ако не гледам еден каратист, не знам што гледам. Еве Кики повторно влегува. Погледнете. Чекај сега. За катата што ти е потребно? Тоа е борба, што е ката всушност кажи? Па ката е како да го објаснам, збир на удари што прават едно дело да се каже. Аха, така, фактички не се бориме со човек, него тоа е као замислен противник некој си. Па така? да, може со кати да се бори исто, ама да. Така, добро, ти треба нешто јапонско, кинеско музиче? Ајде да видиме. сакате, може. Ајде да видиме каде што ќе ни. Ајде, добро, земи го Јовче микрофонот. Океј, слободно, твое подиумот. Да видиме една ката од Кики. Така, прво поклон. Така. Веќе стварно брзо. Одлично. Кики, повели брати се во види, ке можеш да последиш малку, земи го микрофончето, има го, кажи ми од кога го правиш ова? Ова не е од вчера, олку брзо. Да, не е од вчера, дефинитивно. Колку години вежбаш карате? Па сега ми е околу 5 на кај 6. Вау! Да. 6 години карате? Да. Што збориш, леле. Јас 11 години емисија имам, па не сум толку добар како ти што си во карате. Тоа е фантастично, Леле, фала човече. Не, сериозно, ова е многу брзо. Praying mantis, ча. И ова значи дека си син појас? Да. Или грешам? Сега сум син појас. Син појас, добро. Имам уште кафен, па црн, ама за тоа треба многу за чекање, така да. Фантастично. Ти топ, кај господинот Јован. Ти гледам немаш ни слика со тебе, немаш ни кимоно на тебе облечено. Што може да биде? Што е сега, што ќе покажуваш? Магија или ќе ни правиш нешто? Која е твојата вештина? Мојата вештина е, не знам сега дали сите знаат, ама Добро? одев 4 години на игра орнак. Што? Твојата вештина е тоа што перфектно добро играш ора? Ја ова сакам да го видам. Дајте некое орце за господинот Јован да заигра. Дајте нешто. Ето. Жаре, ќе играм, ама ако и ти дојдеш со мене. Топтан кисело млеко. Одиме. Чекај, ти води го. Добро. И сега беше ова. Ево го, ќе опатам сега виш. Ти си многу подобар од мене. Hack time, my friend. Hack time.
Го владе, едноставно го владе, тоа е тоа. Ама и ова го владе. Не знам дали знаете. Значи, он е главен на оро, он е главен и на забавниот дел отпосле. Така да само викнете го на вашата свадба и добивате еден комплетен мастер of ceremony. Аплауз за Јован! Окей. Сега, вие имате нели многу ретро работи во серијала, така? Многу ретро работи. Јас им реков на моите дечки да ми донесат некои ретро работи да видиме дали ги знаеме. Чисто така некои работи. Да. Значи, на пример, мислам, ова верувам, сега ќе почнеме од лесното. Еве, на пример, одиме на ова. Телефонче? Ама домашно. Фиксен телефон. Фиксен, да. Фиксен телефон, значи? Па на Соник си имам ја еден дома. Со тоа што не е фиксен, ова се првите мобилни телефони генерално. Да. Али добро. Ама Стаси ја кажа фиксен. Ти се. Не. Види, како први, така други изигравте, што се вика. Да, ова е, значи, вистина, ова беше мојот прв мобилен телефон, кој што за чудо, за чудо има преживеано. Одиме понатаму да видиме. Што е? Ова, господа. Дами и господа, што е ова? Еве, земете го. Walkman. Земете го и фатете го ова чудно нешто. Нешто многу интересно. Чеј да го видам? Земете, не знам, видете го. Зашто може да служи вакво Некој звучи. чудна работа? Што мислите? Ова е патрула на ова чудо? Ми се допаѓа овој детектив. Не може. Далинско на кола? Добро, тоа е добар гес од твоја страна. Ајде. Тука нешто, чекај. Се откажувате или? Пейджер. Пейджер е српска, браво! Знаете ли? Да. Всушност, порано, кога сакавме нели да четуваме генерално, само се чекаше многу помеѓу четови фактички. Пример, еве, ние сме, да речеме, излезени, така? И мама сака да ни пише ручеков е готов, треба да се враќаш. Сега у денешно време на Месенџер ќе ти пише или на WhatsApp или на Viber и ти си дојдеш. Порано мама требаше да се јави прво на телефон во централа, да издиктира порака, па тебе тука да ти направи и ти вака да отвориш и да видиш, порака од мама, ручекот е готов, дечки ме морам да одам, мајка ми ме вика на ручек и стане. Замисли. Не ми било лесно. Чорбата е готова! Това. Ама каква чорба? Дали игравте да јадеш? Телешка обично јадам, да се кажа. Да. Ајде да видиме ова што е. Чекај сега, касети. Добро, касети, окей. Ама зошто? Тоа е видеокасета. Зошто оваа касета и оваа касета се толку различни? Што е ова? Тато касета и бебе касета? Таа е обична касета. Што мислиш, Кики? Таа мислам дека за музика, ова е за видео. Добро размислување, ти што мислиш? Па ја исто мислам дека ова е како за музика, зашто знам дека во епизодата Скриено богатство имавме такви малецки. Не до толку мали. Ама баш беа малецки. Да, а ова е како поголем. Мислам дека порано на ова се снимаше и се ставаше како на телевизор. Во едно чудо внатре. И се пушташе тоа на што телевизија. Ова е вистина видеокасета, да, и се преснимуваше и филмови што сакаме, нели? Можеше и пример ако имаш свадба, на пример, на твоите на касета, ти наместо тоа да преснимиш финалето на NBA од некоја година и слично. Но ова е исто касета, ама за камера. Значи, од камерата се снимаше во камерата и после ја вадиш и си ја гледаше и така натаму, и така натаму. Да, тоа е тоа. Затоа е помало. Ајде да видиме дали знаете... Big Brain. Што е ова? Замелење месо. Врм. Мислам, ова не требаше ни да го покажеме во тој случај. Да, за мелење и пиперки, и за ајвар прајање. Мелење крастов. И нормално, ова е нештото што сите го знаеме. А не, флопи диск. Флопи диск? А зашто е флопи дискот сега? Старите компјутери ги користеле овие флопи дискови. Го ставаш во компјутерот, има како едно и имаш видео на. Да. А што се става на него, пример? Многу мали фајлови. Колку мали фајлови, дали знаеш? 100 килобајти. 30 секунди? Знаеш дека ова беше као некој си
1, нешто мегабајти, нешто Да, таква така работа. се. Значи, буквално ништо не можеш да ставиш. Од денешен аспект можеш да пишеш само, па не знам дали ни сценариото за емисијава може да го собере на ова, евентуално. Значи, буквално. Тоа беа ретро предметите и да ви кажам право, мојата комплетна оценка е преводна. Преводна оценка за вас. I approve this message. I approve this message. Да, може да бидете задоволни. Презадоволни. Бидејќи сте дајте музика. Треба да завршиме со музика, мислам дека. Кој од вас знае да отсвири нешто на гитара? Дај да чуеме малку таква. Они двајца. Ајде ти, дој сега вака. Дај да видиме имаме ли гитара да им дадеме нешто да видиме? Ајде. Мене ми беше многу кеф што бевте тука, продолжете си така. Има ли нешто најава за следни сезони такви работи или рано е да се зборува? Да. Следната сезона наскоро ќе се дознаем. Така? Добро, значи да бидеме во очекување на нешто суперски. Да. Добро, одлично. Тука беа Јован, Наташа, Филип, Кики, Саша и Тео. Ги испраќаме се разбира со The Best Good Nature чаеви, густо круасани и нормално витаминка. Дечки, јас станувам и ви се поклонувам. Тоа беа Дајте музика! Гледате 1 на 1, овозможено од Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Гуру Харе, ова беше мрсно од твоја страна, поприлично. Продолжуваме ние. Да. Затоа е Гуру Харе тука. Продолжуваме ние, веќе кажав кои се нашите втори гости, тоа се актерите од Гласна куќа. Аплауз. Еве ги тука. Кристина, Кристијан, Софија, Јована, Никола, Мина и Давид, а ни не достига Анастасија. Така? Да. Ја поздравуваме. Гласна куќа е прв македонски тинејџерски ситком, може да кажеме така? Да. Како што беше, не знам, Rebel the Way порано. Не знаете што е тоа? Како се викаше тоа? Млади бунтовници се викаше. Ви текна сега. Аз да се присеќам. Сега, например, Beverly Hills, да речеме, некои постари глумат тинејџери. Некаде се случува помлади, како умни глави на времето да глумат постари. Ама вие си се глумите тоа што сте си, така? Да. Помага тоа или одмага? Што мислите? Како гледате на таа работа? Па искрено доста помага, бидејќи навистина тинеџерите тоа што сме ние и интересно е да се играме самите себе на некој начин. Така? Да. Се разликувате карактерно од тоа што сте во приватен живот? Да, се разликуваме, ама секој лик во себе има мал дел од нас. Кристијан има некоја интересна случка од снимањето што нема да ја заборавиме. Слободно. Па да. Тоа третата епизода која ја снимавме. Добро. Ние машките, да се пофалам, немавме научено текст. Чекај сега. Види, само во еден ден може некој да ти аплодира за... Види, ја немам научено текст. Браво! Професионално! И како се снајдовте без... Па пред секоја сцена, добро, ние не знаеме што да преме и ајде пред секоја сцена да учиме текст. Не знаеме и ние како научивме, ама го научивме текстот и... Како ние пред снимање всушност. Да. Истата шема. Појма немаме што ќе се случи, ама викаме ајде тераме. Добро. Има ли некој од вас, бидејќи вие нели сега со тек на време ќе станувате познати, симпатии, ќе им бидете на многу мини и слично, сакам да знам за некој од вас дали има некоја селебрити симпатија нешто. Има некој така, онака да е затрескан? Ја имам една селебрити симпатија. Ти ова го чекаш да го кажеш одамна мислам. Кој е? Дајте, отвори си ја душата. Джесика Алба. Джесика Алба. Да. Добро, окей. Дали па и нема лош вкус. Вака, што би направил да би ја видел Джесика Алба некаде?
Кога би ја видел? Имам видено у Хрватска, само да ти кажам, во Дубровник, да. Како бе ја не видел? Би пришол? Или едноставно би се скаменил и не би можел? Би се скаменил и не би можел ништо да ја кажам, да стварно. Многу е зезнато тоа да ти се случи. Не да е зезнато. Знаеш, години што поминуваат. Сега малку стара, ама нема. Ништо не фали да ти кажам, ја видов. Сите вие сте од актерската школа на Весна Беби, а ти си повластена мина во актерската школа, мораме да признаеме, да. Кажи ми, ти еднаш си испланирала цел ручек со Каролина, без Весна појма да има за тоа и отиде на ручекот или што направи? Отиде. Значи ти тоа си се договараш со Каролина. Ајде раскажи ми ствари како беше. Аз и се јавив на Каролина. Добро, или она што викаш? мене. Здраво, здраво. Да. Сакаш ли да идеме ручек, мислам да јадеме нешто? Да. Така, и си се договараш, си идеш, Весна не ја кажуваш. Не ја кажа. Верувам дека тоа ја налутило, веројатно. Не. Не? Не, немаше гајле? Не. Добро. А каде бевте со Каролина? А не знам, у некој кафеш. У некој си таму на јадење. Што јадевте? Па не знам што беше. Ама битно отидовте. Да. Ама битно отидовте. Види, имате подготвено, само што ни кажа сега, дека имате подготвено некои сцени од самава серија. Ама сцениве се поделени машки и женски, така нешто? Да. Така. Да, окей. Дамите први? Дамите први. Може, да. Ајде, леди, сврс тогаш. Ајде да видиме. Окей, значи ова е сцена од навистина од серијава Глас на куќата. Леле, Амазонија гори. Која ема таа? Прашума во Јужна Америка е тоа. Бубрегот на нашата планета, што го прочистува воздухот што го дишеме. Сега прашума или бубрег? Добро е, Жаки, добро е. Слитам на некој парк во Холандија, зрачени умреле 25 пилиња. Ау, се надевам не фаќа на луѓе, а? Леле, а знаете што? Јас да имав бесконечна батерија, немаше ни да седам тука со вас. Еве пак слитам, батериите кои ги фрлиме во отпад, многу убавно кородираат. Што координираат? Кородираат, Джаки. Значи бавно се распуштаат низ земјата и испуштаат киселински отрови. Аманма, Петер од змии ги направи ова батерииве. Па така е. Дечки, ние сме сите тука, а Зорица ја нема. Стварно ние нема. Кај е? Во Германија. Се вклучивте и вие? Да. Глас на куќа? Глас на куќа. Машките се на потек, да ги видиме машките. И нека одлучи публиката кој одиграл подобро. Акција. Се проверив по 100 пати. Нема ќорав доказ дека сме брат и сестра. Бинго! Што ти е, бе? Уживај, брат, ке средиме. Немам вистински родители. Да? Брат, знаеш што ми кажаа моите кога ги прашав дали сум посвоен? Што? Дека никој не сакал да ме земе, брат. А мене знаеш што ми рекла? Што ти кажа? Дека ќе дојдат у 2 попладне. Вие се зезате, а јас ќе останам сирак. Како сирак? А знаеш зашто сирак не игра бейсбол? Зошто? Зашто никош не наоѓа база. Фала на поддршката, фала. Ништо. Опушти се, брат, гледаш дека не си сам, ние сме со тебе. Зорица ќе ми фали најмногу. Исто и ти на неа, затоа сте близнаци. Немаме ни Б од близнаци. Игорче, а зашто не го прашаш татко ти за целава работа? Стварно? Не го ни познавам. Па најди го. Најди го. Како бе да го најдам? Преку интернет. Погуглеј малце. Хром. Публико, да чуеме за женските и да чуеме за машките. Другари, Good Nature чаеви, пусто круасан има за сите и витаминка има за сите. Гледајте Глас на куќа и што друго треба да порачаме?
Има нешто друго за порачување? 19:15 секој понеделник, тоа е. Така, гласна куќа и ве молам уште еднаш да чуеме аплауз за ја нема Анастасија, но тука се Кристина, Кристијан, Софија, Јована, Никола, Мина и Давид, гласна куќа. Гласна куќа.